Ке ги вратили финансиската поддршка младите земјоделци назад на нивите. Земјоделските власти очекуваат дека зголемувањето на помошта од 10 на 20.000 евра по млад земјоделец ке ги стимулира да продолжат да се занимаваат со оваа гранка. 265 млади земјоделци ќе добијат помош од по 20.000 евра. Вкупната вредност за оваа мерка е 3,1 милион евра. Министерот за земјоделство Аријанит Хоџа очекува мерката да придонесе за развој на земјоделството и поголем процент млади земјоделци до 40 години. Ние не само што доделуваме помош, односно доделуваме грант за младите земјоделци, туку како институција ќе ги следиме нив во целокупниот процес за тие да можат да се развијат и тоа што е најважно, ова мерка ќе биде една од најглавните оружја на Министерството за земјоделство за поттикнување на младите да учествуваат во процесот на обезбедување на храна, во процесот на земјоделство и земјоделските производи и секако дека со ова мерка ќе се обидеме за да го намалиме тоа што миграцијата, односно да намалиме младите да си одат од нашата држава, напротив, тие својата иднина да ја градат тука заедно со своите семејства. Инаку скоро е реткост да се сретнат млади земјоделци на струмичките ниви, иако почнуваат подготвителните работи за новата сеидба, раздвиженоста е минимална, а млади земјоделци скоро и да нема. Оние кои останале на нивите велат дека има повеќе причини зошто го оставаат земјоделството. Струмица е земјоделски крај, пошто сите избегаат за странство. И сега ретко се веќе земјоделци млади што останат овде да работат. За 3 денари зелка никој не сака да работи. Гледаш што веќе млад, никој не сака да иде да работи овде. Доста избегава по странство и Ти нешто си користил од државата, односно дали државата нешто ти дала тебе? ништо, уопшто ништо. Уште да ти кажем истина ми зимат. Што носам робу, откупу ми зимат, ми сопират пари и што, друго ништо. Ако е како есента, ќе останува нешто, але ако е като пролето што беше зелката на 3 денари, ќе нема начин за основни работи си купме за храна за тие работи, не за да ставаш нешто или да купаш нешто, да обноваш капитал тие работи, ништо. Па треба моментално, значи да има добра цена производството, за да имат младите земјоделци да имат мерак да работат. Ако немат цена, нема ни да работат. Само со вложување во младите може да влијаеме на одливот на кадар и миграција село-град, да се инвестира во земјоделството и да се отворат нови работни места. Дополнително поттикнува тоа што согласно апликациите има многу креативни и интересни идеи за развој на нови бизнеси во агросекторот, кои ќе бидат менаџирани пред се од млади до 40 години. Согласно договорите, инвестициите ќе бидат насочени за набавка на пчеларска опрема, молзни системи, млинови, современа опрема за фарми, собирачи за лешници, бадеми, апарати за тресење на сливи и слично, велат властите.